Нови вработувања, поддршка за домашните компании и други проекти, ветуваат носителите на изборните единици од Коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН, кои денеска се на терен. Со проектот набавка на медицински апарати, ќе биде опфатена и општата болница во Куманово, а за 7 здравствени установи во земјава е предвидено набавка на медицински апарати во вредност од 33 милиони евра, од кои само 900.000 евра ќе се вложат во Кумановската болница, најави носителот на двојката Никола Тодоров. Во рамки на овој проект предвидено е помеѓу другите апарати набавка на нов мамограф со кој што ќе се замени стариот мамограф кој што е стар веќе 30 на години, кој што е дотраен и кој што е аналоген. Со нов дигитален мамограф кој што ќе биде ставен во функција на сите жени во Куманово и во поширокиот регион, имајќи предвид дека ракот на дојка е најчесто малигно заболување кај жените. Илија Димовски, кој е носител на изборната единица 3 денеска во Велес, се сретна со повеќе представници на предпријатијата и бизнис секторот. Се разговараше за повеќе теми, меѓу кои владината поддршка што во следниот мандат ќе ја дава кон домашните компании. Но во следниот мандат таа поддршка и уште повеќе преку руралните развојни зони ќе оди и кон домашните компании, заради тоа што чувствуваме и гледаме дека домашните компании имаат потенцијал за проширување на своето производство и за проширување на бројот на вработени. Во досегашниот период неколку домашни велешки компании градат своји погони во Велес со цел да го зголемат производството со поддршката од повеќе од 101 милион евра која што ќе биде преку Македонската банка за поддршка на развојот. Се надеваме дека тие инвестиции на домашните компании и во Велес и во населените места околу Велес, но и генерално во цела Република Македонија ќе даде огромни резултати. Носителот на петката Антонио Милошовски од Битола порача дека проектот Македонија вработува ќе продолжи да ги дава поволностите за нови вработувања, а проектот Рурални развојни зони ќе има посебно значење за битолскиот регион. Ќе добие од 10 до 20% поддршка од државата за капиталната инвестиција, ќе биде ослободен 10 години 50% од придонесите што се за плаќање и 10 години нема да плаќа персонален данок и нема да плаќа данок на добивка. Тоа значи дека и за секој вработен во тие рурални развојни зони во една фабрика што би ја отворил инвеститор би добил по 2000 евра еднократна помош, а доколку вработи лице кое што претходно било стечаен работник од времето на транзицијата, ќе добие 4000 евра еднократна помош. Владимир Ѓорчев, носител на 6-та изборна единица, најави не за проекти за жителите на Тетовско и Полошкиот регион, а како најклучна ја истакна регулацијата на коридото на Вардар. Конкретно регионалниот пат од Јагуновце преку Шемшово до Лешок, а исто така и кракот до Јагуновце. Значи тоа во голема мерка ќе го лесни движењето, значи нов асфалт, целосна реконструкција и полесно движење за граѓаните. Предвидуваме и повеќе локални улици во повеќе населени места, конкретно во Вратница, во Старосело и во Јанчиште. Во основното училиште во Јагуновце е предвидена и нова спортска сала, но и целосна реконструкција на повеќе регионални и локални патишта, истакна Ѓорчев.